Малце е чудно, може би и срамота да се каже дека Скопје после толку години од осамостојувањето на држава има за прв пат како главен град стрип фестивал. До сега немало такво нешто. Самиот момент дека кажува старите и младите автори кои што тек доаѓаат, што ќе имаат место да можност да ги прикажат своите дела, за секој автор ќе знае кажува кога ќе види своето дело на паното, на изложбата која што ќе се, и тоа дава пострек со тек на време, дава пострек за работење понатаму. Последниве години полека си се враќат навика кон деветата уметност и последниве години излегува многу квалитетни албуми од домашни македонски автори. Се надевам дека сето тоа ќе биде препознаено и ќе почнат да го поддржуваат малку повеќе. Сепак стрипот е помаргинализирана уметност на некој начин, која што бара па многу работа. Не е нешто што се завршува за кратко, па секој да може да вложи во тоа. Самото цртање и пишување на стрип е активност од повеќе месеци. Се надеваме дека ќе биде многу поарно од колку што беше. Оти беше за никаде. Сега ќе биде поарно. Имаме добри цртачи одлични, кои што можат да просперираат и кои што можат да дадат многу. Јас сум од постарата гарда, нашето време беше друго. Ја гледам многу млади деца дека се интересираат, уште сега викам добро е, викам. Ние бевме од батројца беме, што у тоа време. Неколку души беме од таа гарда. После уште неколку се појавија и после со она генерација со Александар Сотировски, со Игорче, со овие, со оние веќе почна да се шират работи. И некого на душичка ми беше поарно. И младите се повеќе сакаат визуелни содржини, повеќе сакаат графички експресии и некако стрипот, иако веќе не ги живее оние блескави времиња од 60-тите, 70-тите, сепак повторно се враќа ке една категорија на млади луѓе кои сакаат поинакви стрип, поинакви визуелни искуства и мислам дека стрипот полека може да се врати и да се етаблира како една легитимна уметничка форма. Стрипот може да биде сериозна платформа преку која младите може да се воведат и во литературата, може да се обратат за некои теми кои се скокотливи. Ќе се споредиме не подалеку, е со Србија, дури неспоредливо. Во Србија почна секој градче, без разлика кој кафе, дали е Белград, не го спомињаме кој метропола, таа го има салонот на стрип, не знам колку години наназад, двоцифрен број на години. Лесковац со нивната смотра на млади стрип автори, балкански. Се веќе секој градче, да не речеме селце во Србија, има свој стрип фестивал. Мене посебно ме радува овој фестивал. Тука градот и Македонија има стрип култура, затоа што беше дел од поранешната југословенска држава, се градеше таа стрип култура, но еден извесен период замре, немаше никакви активности, некои околни балкански центри кои можеби немаат таква стрип продукција, како што Солун и Софија веќе имаат комик-конови, имаат огромни стрип фестивали, а ние кои на еден извесен начин бевме далеку пред нив во стрипската продукција, во преводите, начинот некако заостанувавме, затоа многу ме радува сега оваа можност, овој стрип фестивал.